Првин да ве поздравам и да ви се заблагодарам за поканата. Темата малце ме погоди, бидејќи јас сум една од оние кои што имаат проблеми од каснување на оса, исто и членови на моje семејство. Многу ретко и ќе речам среќни се оние кои што немаат проблем со каснување од инсекти, особено оса, пчела, стршлен или бумбар. Другиот дел од она што е моја секојдневица е реанимацијата на најтешките случаи. Значи, оние благи форми на реакција после каснување од овие инсекти поминуваат обично и без лекарска помош. Меѓутоа, оние кои што ќе развијат некоја системска реакција, обично бараат помош од нас. Секако до најблиската здравствена установа. Дали тоа ќе биде итна медицинска помош, ургентен центар, дали ќе биде болница, се зависи од самата тежина на симптомите. Вие на некој начин ќе речам дека сте и наши помошници, бидејќи алергиските реакции се имунолошки реакции. Секогаш при некоја патолошка состојба прво нашиот организам реагира. Меѓутоа, нашиот имунолошки систем не е секогаш во онаква кондиција да успешно сам се справи со некоја патолошка состојба, односно болест. Производите кои што вие ги пласирате, односно ги произведувате со помош на пчелите, многу допринесуваат да се поттикне на едно повисоко ниво имунолошкиот систем и да биде поуспешен во справувањето со разните заболувања. Ние како лекари сме тие што поставуваме диагноза и се служиме со конвенционален начин на лекување. Но не секогаш само конвенционалниот начин е доволен да излеземе на крај, особено со болести кои што се хронични и изискуваат долготрајна терапија. Тогаш прибегнуваме кон употреба на мед, прополис, полен, чаеви и се она што го дала природата, а со ваша помош е успеано да се произведе и да биде достапно до сите граѓани. Ова е добрата страна, а ова е нешто што е тема која секогаш била актуелна и верувајте, во последните години алергиските реакции се почести и почести, благодарение на урбаниот начин на живење и се поголемата изложеност на штетни материи, па мислам дека оваа тема би требало да биде интересна за сите нас. Како вовет, ќе кажам дека пчелите се инсекти без кои навистина не можеме да го замислиме животот на земјата. Нивната улога во опрашувањето на растенијата кои ги користиме во исхраната или како лековити билки е незаменлива. Медот и другите продукти што ги добиваме од пчелата се најдобар природен лек за многу заболувања и стимулатор на нашиот имунолошки систем. Но колку и да зборуваме со почит кон пчелата, кај многу луѓе постои страв, реален ќе кажам, од овој инсект, особено ако доживеале убот, односно каснување од пчела, проследено од алергиска реакција. Некој може би поминал со благо црвенило, чешање и оток на местото на убот, но кај некој оваа реакција може да биде толку бурна што ќе се појави гушење, губиток на свест и во многу ретки случаи, но и тоа се случува, смрт. Обично за ваков исход зборуваме кога имаме повеќе кратно каснување. Рој пчели, повеќе стршлени и слично. Од едно каснување од пчела е поретко, особено ако ова се повторува и неколку пати последователно веќе имало претходна алергиска реакција. Во вакви случаи зборуваме за анафилактичен шок како најтежок облик на алергиска реакција, опасен по живот. Ајде да дефинираме што е анафилакса. Значи, анафилаксата е алергиска реакција. Тоа е алергиска реакција од најтежок степен, која што започнува брзо, обично 5 до 15 минути после каснувањето и е со бурна симптоматологија од страна на повеќе органи и органски системи. Може да заврши фатално ако не се интервенира брзо со соодветни лекарства. Значи, причинители се различни. Буквално и она што го конзумираме секој ден може еден ден да стане штетно за нашето здравје, па организмот да го препознае како нешто туѓо против кое што треба да се бори. Всушност, во основата на алергиските реакции не е слаб имунитет. Напротив, алергиска реакција значи еден бурен имунолошки одговор
Значи, нашиот имун систем препознава нешто што можеби не треба да го препознае како штетно и доаѓа до реакција антиген-антитело, при што белите крвни клетки, особено мастоцитите, почнуваат една деструкција и ослободување на активна субстанција наречена хистамин, која што ги шири крвните садови, ги прави пропустливи и затоа и се јавува еден оток, низок притисок, системски реакции во вид на чешање, лошо чувство, може губиток на свест и се она што понатаму ќе ви го опишам. Значи, причинители, најчесто храна во 36%, лекови 17%, отрови од инсекти околу 15% и околу 30% се други субстанции, инхалациони и контактни алергени. Од инхалационите алергени, покрај поленовиот прав од трева, од коров, од расцветани дрвја, може да биде и домашна прашина, односно грињето што го содржи домашната прашина, и контактни алергени најразлични. Во последно време многу имаме алергии на детерџенти и на хемикали, па и на козметички производи кои што се користат во секојдневната употреба. Уште веднаш да кажам дека ако некој е алергичен на каснување од пчела, не значи дека е алергичен и на каснување од оса. Но, ако пак некој е алергичен на каснување од оса, има голема веројатност да е алергичен и на каснување од стршлен. Најстрашен од овие инсекти, кои што ги набројав, е стршленот, првин заради големата количина на отров која што е испушта. Тој е и погабаритен, поголем, содржи 100 пати повеќе отров, отколку една оса кога ќе ве касне. Значи, алергиски реакции најчесто се јавуваат при каснување од пчела, оса, стршлен и бумбар. И еве овде сум нагласила, ако е некој алергичен на убод од пчела, малку е веројатно дека ќе биде алергичен на други инсекти. За среќа, најголемиот дел од каснувањата поминуваат спонтано за неколку часови или денови. Значи, може да се јави и доцна алергиска реакција. Ја мој пример наведувам, значи, таман ке кажете, добро ме касна оса или пчела, немам ништо, дури по 12 часа имам развиена алергиска реакција, за среќа локална, меѓутоа отокот беше огромен и буквално 3 дена морав да бидам под антихистаминици и кортикостероиди. Што значи, секогаш бидете предпазливи, па подобро и напијте се некое апче против алергија, намачкајте локално антиалергиска крема, отколку да чекате да се развие алергија. Значи, за да се јави алергиска реакција, треба да има повторно каснување, тоест да постои сензибилизација на веномот, односно субстанцијата која што ја испушта инсектот при убодот. Значи, многу ретко е првото каснување да биде со развој на алергија. Освен, како што кажав претходно, ако не се работи за многу каснувања одеднаш, рој пчели или 3-4 убоди. Факт е дека луѓе што имаат алергии и на други субстанции, имаат поголеми шанси да направат алергиска реакција при каснување од оса, пчела и други инсекти. Зошто? Така им реагира имунолошкиот систем. Едноставно осетливи се, некој, значи, кој ќе почне све да цути на пролет, киваат, ги чешаат очите. Тие имаат поголема шанса да развијат и алергија на каснување од инсект. И што е многу битно? Битно е каде е каснувањето. Не е исто да ве касне оса или пчела на стапало, на шака, рака, нога. Најстрашно е во пределот на главата. Па, кога зборуваме за убод во глава, најстрашно е каснувањето за јазик, за уста и во пределот на вратот. Значи, најбрзо се развива алергиска реакција при убод во врат, лице, глава, усни и јазик. Заради што? Имаме добра прокрвеност на овие регии, има многу капилари, што значи дека брзо самиот отров ќе биде разнесен низ целиот организам. Значи, алергенот брзо влегува во крвотокот, каде што ќе дојде во контакт, нашиот организам веднаш создава антитела. Штом ќе влезе страно тело, се брани организмот, значи после 5 до 15 минути ќе дојде во контакт со антителата од нашиот организам. И затоа велиме при очекуван контакт со пчели
или престои во природа, каде што има инсекти, вие тоа го применувате, нели, носите заштитна капа со мрежа. Оние што одат на излет, нема да носат заштитна капа со мрежа, меѓутоа, ако веќе имале некоја алергиска реакција или се осетливи, ќе носат со долги ракави некоја тенка ленена кошула, долги панталони од лесен памучен материјал, да што помалку површина биде откриена со која што ќе се понудат на самиот инсект да бидат каснати. Друго што не треба да се прави на отворено, да не се користат силни парфеми, тие ги привлекуваат инсектите, самиот мирис ги привлекува, и да не се остава откриена храна, овошје, колачи и слично, кои што ги привлекуваат овие инсекти. Како се манифестираат алергиските реакции при убод од оса, пчела и слично. Значи, овдека сум опишала 4 фази и ќе се потрудам да ви објаснам кој е, зошто и како се јавува. Значи, првин, секој видел како изгледа локална реакција од самиот убод од инсект. Ке се појави некое црвенило, дури можете и да го видите местото на убодот и да се гледа и самото осилка што ја испуштил инсектот, и самиот хистамин предизвикува чувство на чешање. Отокот се јавува заради тоа што се зголемува и пропустливоста на крвните садови на самото место и ќе се направи некое топче, испакнување, значи оток локално. Втората фаза, која што не мора да се јави, може, значи, некој да помине само со локална реакција, но може понатаму процесот да оди и понатаму, ако уште се ослободува хистамин, ќе се јави лесна општа реакција. Чешањето ќе стане поинтензивно, па ќе се јави и кожен осип и на други места на телото. Може да се јави течење на носот. Зошто? Носната слузница е богата со капилари и тие ќе пропуштаат така да буквално како водичка од нос ќе почне да тече. Оттежнато голтање ќе се јави заради оток на органите за голтање, на хранопроводникот. Не дај Боже да е јазикот во прашање, тогаш па ептен ќе имаме компрометирано голтање. Главоболка се јавува заради тоа што при ширење на крвните садови нормално притисокот паѓа. Гадењето се јавува заради тоа што токсините од овие инсекти содржат супстанции кои што се парасимпатикомиметици, стручно кажано, меѓутоа се, еве да објасна малце поопипливо, се стимулатори на автономниот нервен систем и тоа на парасимпатикусот. Значи ќе се јави и зголемено лачење на плунка, зголемено лачење на желудочен сок, цревни сокови, ќе се јави заради тоа едно гадење и вознемиреност секако дека ќе се јави заради тоа што мозокот веќе е со намалена циркулација заради нискиот притисок. Гледате дека нешто ви се случува и станувате вознемирени. Третата фаза е изразена системска реакција. Овдека веќе притисокот е поприлично паднат, хистаминот поприлично излачен и ќе се јави гушење заради тоа што и самите органи за дишење, дишникот, бронхите, ќе се јави и таму оток. Дури некогаш може да слушнете и свирежи во градите, меѓутоа тоа е веќе кога ќе се развие тешка системска реакција. Вртоглавица и несвесица ќе се јават заради тоа што притисокот уште паѓа. Срцебиење. Зошто срцебиење? Како ќе се брани организмот од низок притисок? Со тоа што срцето ќе се труди да пумпа повеќе крв. Ама, ако се расширени крвните садови, буквално тоа ќе чука на празно. И ќе се јави една тахикардија со лошо чувство, на паника, на тремор на рацете. Повраќањето се јавува од претходните причини, значи зголемено лачење на желудочен сок, пролив исто, заради тоа што и во цревата се собира течност, и паника. Паника нормално дека гледате нешто страшно ви се случува и тоа е најлошиот сојузник во ваквите ситуации. Затоа ќе кажам дека секогаш треба да се има нешто покрај себе што ќе ви држи страв, ама и ќе ви биде прва помош. Ќе објаснам понатаму. Тешката системска реакција, тука веќе имаме состојба на колапс, може да се изгуби свест, оток на дишникот, свирежи во градите заради бронхоспазам, значи буквално
кога ќе испушти воздухот оној што е каснат, како свиркање се случа. Може би сте слушнале човек кој што има бронхијална астма или хроничен обструктивен бронхит, нема потреба од слушалки. Значи, со уво ќе слушнете едно отежнато дишење, гушење и пореметена свест. Ова е, значи, веќе една лоша фаза, каде ако не се интервенира во овој момент, може да настапи и смрт. Значи, ретко се случува, ама која е причината за смрт? Ке застане срцето заради тоа што нема доволен прилив на крв. Мозокот ќе престане со мозочна активност заради тоа што нема доволен дотур на крв, кој што е носител на кислород, кој ни е неопходен за функционирање на сите органски системи. Едно запомнете, веројатно оние кои што имате некој објект таму каде што чувате пчели, особено оние кои имаат проблеми со покачен крвен притисок, си носите апарат. Ако имате висок притисок, не развивате анафилакса. При анафилакса секогаш притисокот оди доле. Притисок може да се качи и од паника. Сите ќе се успаничиме ако ни е лошо, особено ако имаме повеќе каснувања, но ако притисокот оди рапидно надолу, значи развиваме веќе алергиска реакција заради која треба да се побара медицинска помош. Како одат по редослед, значи болка на место на убодот, па ќе се јави црвенило и оток и значи кај најголемиот дел од каснатите луѓе присутна е само оваа локална симптоматологија. Кај 30 до 40% од луѓето во рок од 30 минути може да се развие и системска алергиска реакција во вид на генерализирана уртикарија, значи или копривњача што викаат кумановци, значи уртики по цело тело, малаксаност, чешање, гадење и гушење. Најтешката системска реакција е анафилактички шок и поголема шанса да развијат анафилактички шок имаат оние луѓе кои веќе претходно имале системска реакција на убот од оса или пчела. Ако неколку пати ве каснала оса и пчела и не ви било добро, тогаш ќе објаснам понатаму, треба стручна помош да побарате и да започнете со една долготрајна терапија. Симптомите почнуваат со зуење во ушите, несвестица или губиток на свест заради намалена артериска тензија, гушење, гадење, дури може и транзиторно губење на видот. Зашто? Заради тоа што мозокот останува без циркулација, па и самите очи и ќе ви се стемни. Колку пати при падна притисок, некој ќе каже, ми се стемни, ми падна притисокот. Тоа е, меѓутоа видот се враќа. Ова е, значи, заради една класична реакција антиген-антитело, при која нашиот организам создава антитела против веномот, односно отровот од овие инсекти. Системските реакции, особено анафилактичкиот шок, се ургентни состојби. Истите се третираат со апликација на лекарства. Кои лекарства? Антихистаминици, кортикостероиди и адреналин како вазоконстриктор во вид на инекција. Зошто антихистаминици? Велиме се ослободува хистамин. Тој е главниот виновник за оние симптоми од типот на чешање, пропусливост на крвните капилари, оток на место на убод. И антихистаминиците го блокираат дејството на хистаминот. Кортикостероиди. Кортикостероиди се хормони кои што и нашиот организам ги произведува во состојба на стрес. Меѓутоа, во една алергиска реакција не се доволни тие што нашиот организам ги произведува, па е потребно да ги дадеме и во вид на инекција. Значи, адреналинот е пак исто хормон, и кортикостероидите, и адреналинот ги произведува надбубрежната жлезда. Кортикостероидите ги произведува кората на надбубрежна жлезда, адреналинот медулата. Адреналинот има задача да ги стегне крвните садови, со што ќе се спречи нивната пропусливост и ќе се покачи крвниот притисок, со што и срцето и мозокот ќе добијат доволна количина на крв. На тој начин се спасува живот кај овие пациенти. Овдека сликовито по органски системи сум прикажала што се случува. Значи, од глава па надолу низ телото, што ќе се јави. Особено во пролетниве месеци сте забележиле кај некој се појавува црвенило на очите. И при убод од инсект може да се јави оток на конјуктивата. Конјуктива е слузницата со која што ни се обложени очните капаци. И долниот и горниот, но и самото око има многу капилари
и заради нивно ширење ќе се јави оток и црвенило. За течење на носот претходно објаснив исто, и тука има поприлично капилари. Оток на усни, јазик и или грло, што е навистина алармирачки ако се јави, тука треба веднаш да се реагира. А од централниот нервен систем, значи вртоглавица, несвестица, збунетост, главоболка и анксиозност. Сето ова е резултат на намалениот крвен притисок и намален дотур на кислород во мозокот. Од страна на респираторниот систем, кажавме, значи, отокот кој ќе почне да се јавува секаде каде што имаме слузокожа богата со крвни садови. Луменот на дишните патишта, особено па кај деца е страшно. Едно заборавив да кажам, кај бебиња може и од прво каснување да се јави алергиска реакција. Кај возрастни не, но кај бебе да. Респираторниот систем, особено кај помлади индивидуи, кај што дишните патишта се потесни, кој ќе се јави оток, кај нив побрзо се развива оваа симптоматологија. Чувство на глад за воздух, свиреж или стридор. Свирежот се чувства кој ќе издишете, стридорот при земење на воздух и како едно грубо стружење се слуша. Значи, и со уво ќе слушнете, нема потреба од преглед, значи, веќе е зафатен и респираторниот систем. Зарипнат глас, болка со оток и кашлица. Кашлицата е еден добар одбранбен механизам. Ако некој после каснување од пчела, оса, стршлен или било што, почне да кашла, тоа е знак дека веќе почнува една системска реакција. Од страна на срцето и крвните садови, кажавме забрзана или забавена срцева работа. Сега ќе кажете забрзана или забавена. Забрзана е во 90% на случаи заради падот на притисокот, меѓутоа забавена срцева работа може да се јави особено при каснување од стршлен, заради тоа што неговиот отров содржи супстанција која што го стимулира парасимпатичкиот нервен систем и тоа доведува до брадикардија. Буквално ќе застане срцето. Низок крвен притисок, значи кажавме дека е нешто што е препознатливо при анафилактички шок. Од страна на кожа, сите сте виделе како изгледа, исип, јадеж, црвенило, може да биде со различен интензитет. Од страна на гастроинтестиналниот тракт, значи органите за варење, може да се јават болни абдоминални грчеви, диареја, повраќање, болка во карлицата и губиток на контрола над мочниот меур. Зошто? Ова е периферија, значи целата периферија, почнете од екстремитетите, рацете, нозете, абдоминалните органи, резервари на крв, например, во организмот се слезенката и црниот дроб. Тие ќе ги стиснат своите крвни садови за да му дадат на срцето доволно крв да може да пумпа до централниот нервен систем и да го одржува организмот во живот. Ама тоа стегање на крвните садови предизвикува лоша исхрана на самата слузница на овие органи и затоа ќе се јави болка. Еден од полошите прогностички знаци е губиток на контрола над мочниот меур, па може да се изгуби контрола над дебелото црево и да дојде до неволно пуштање и на урина и на фецес. Тоа е веќе многу лош прогностички знак. Што правиме при системски реакции и при анафилактичен шок? Мислам дека ова е најбитното кое што треба да го знаете, како и сами да си помогнете на себе и да помогнете на некој што би бил во ваша близина, а му се случи вакво нешто. Сега е многу полесно, одошто во некој период кога јас започнав кариерата како лекар, кога немаше мобилни телефони, кога немаше достапност, значи да викнете за кратко време да дојде амбулантно возило. Меѓутоа, па лошо е што во руралните средини уште немаме добра инфраструктура и достапност на патиштата, па некогаш не може ни толку брзо да ви дојде итна медицинска помош. Затоа е потребно и самите на некој начин да си помогнете. Значи, најубаво е лице кое што веќе развива системски реакции да биде транспортирано до итна медицинска помош или болница, едноставно секој има мобилен со себе, ќе си повикате на 112 да дојде медицинска екипа, со што ќе кажете дека состојбата е ургентна и дека мора да се интервенира, инаку може да прогредира со лош исход. Она што сите го знаете е дека на местото на убот
е убаво да се стави нешто студено. По можност лед. Значи, можеби нема секој од вас објект каде што има струја, каде што има фрижидер, каде што има лед. Меѓутоа, не е лошо барем да носите од оние рачните фрижидерчиња, во кое што ќе имате нешто ладно, некој ладен пијалок, или пак ако во фрижидер немате конкретно лед, имате замрзнато зеленчук, месо, што било, што и да е, само да е ладно, што ќе има за цел да ги собере крвните садови, за да не се шири отровот и да се намали и самиот оток и појава на системска реакција. Добро е ако може да се извади и самата осилка од инсектот, но не по секоја цена и на сила со некоја пинцета која што ќе го скине и ќе остане внатре. Зошто да се извади? Ако може. Заради тоа што колку повеќе стои самото осилка или жвало, како го викате, тоа испушта постојано во континуитет отров. Друго, не знаете тој инсект каде се бил. Може и инфекција да ви внесе. Некоја бактерија, некоја нечистотија, што и да е. Значи, покрај ставање на лед или нешто ладно на местен убод, битно е и целиот организам да не биде изложен на топло, за да не дојде до пад на крвниот притисок. Ако има некој објект или дрво каде што може да се стави во сенка, да биде на ладно, во сенка и во хоризонтална положба. Дури ако некому му се слошило па колабирал, многу е погрешно да се крева на сила, бидејќи мозокот уште повеќе ќе остане без циркулација. Пиење на доста течност. Зошто? Да се напуни циркулаторниот систем со течност, за да не дојде до драстичен пад на притисокот. Најубаво е вода. Може и сок, чај, што било. Алкохолни пијалоци не заради тоа што ги шират крвните садови, ќе имат контраефект, значи најубаво е вода. Добро е да има некој до вас кој во случај на губење на свест ќе ве сврти на страна. Секогаш кој ќе видите некој што изгубил свест, обавезно е да го свртите на страна, заради тоа што може од самиот јазик да дојде до обструкција на дишните патишта и да не може да дише. Но, како што набројав и во претходните слајдови, може да дојде до чувство на гадење и повраќање. Од самата повратена содржина може да се аспирира во дишните патишта и да настапи смрт. Вака кога е свртен на страна и да повраќа, истата содржина ќе се евакуира надвор од устната шуплина. Ако веќе некој доживел анафилактичен шок или имал толку тешка системска реакција што е очекувано дека следното каснување ќе биде со анафилактичен шок, постојат автоматски инјектори на епинефрин, односно адреналин, во вид на пенкала, познати како епипен. Не мора да бидете стручно лице, може сами да го употребите со боцкање и преку облека во предел на надколеница. Да видам колку имам опишано во следните слајдови. Еве како изгледа епипен. Значи, ова е стандардно пакување. Треба да се отстрани, имам помагало, значи да се отстрани ова капаче и ќе чекате да се види ова игличка која е долга околу сантим и пол. После тоа, без некоја посебна припрема, се инјектира директно во надколеница. Не мора надколеница, може да биде и надлактица. Значи, морам да нагласам дека не се боцка ова веднаш. Некога го каснала пчела и, ама да, ја ќе се боцам, што ќе му мислам, дали ќе ми се јави реакција. Не. Може нема да направите никаква реакција. Содржината на оваа инекција е адреналин. Тој е силен вазоконстриктор, го качува притисокот. Што ако само ве фатила паника, не правите никаква реакција. Ќе качите притисок. Ќе си направите белја и на срце, и на мозок, и да направите други последици. Ќе ви биде уште полошо. Меѓутоа, ако приметите дека веќе развивате системска реакција, ако гледате дека ќе изгубите свест, ви се лоши, осипи имате, отежнато голтен, тогаш веќе
оправдано да се употреби епипен, особено ако веќе еднаш сте имале една лоша системска реакција. За жал, го немаме во Македонија. Го нема ни во соседна Србија. Пациентите обично го купуваат во државите на Европска Унија. Го има во соседна Грција. Ај, сега ќе продолжам понатаму, меѓутоа сигурно си викате, па добро, шо да правам сега? Епипен нема. Велите, не мора веднаш да се боцка. Што да правиме? На личен пример ќе ви кажам дека ако веќе планирам да бидам надвор од дома, особено во место каде што во близина немам медицинска установа, амбуланта, што готи да е, не излегувам без вода и без едно мало новчаниче во кое што имам неколку таблички од неопходни лекови. Сметам дека секој од вас кој што одлучил денот да го помине во природа, треба да носи такво нешто. Особено таблетки за алергија, таблетки против болка, ако си пиете некоја друга терапија, дали за покачен крвен притисок, шеќер или некое друго заболување, можеби некој има обструктивен бронхит, ќе си ги носите пумпиците или аминофилинот со вас, некоја апче против болка, некоја таблетка во вид на пробиотик или активен јаглен, не знаете што може да ви се случи. Значи, секогаш носете некој лек со вас. Има еден лек кој што не го имам пишан овдека, има антиалергиско дејство и е нешто најново што може да се најде во аптеките, а делува многу брзо. Обично антихистаминиците што ги пиеме во вид на таблетки делуваат некаде за 20 до 30 минути. Кој ќе се боцнете со инекција, особено ако е интравенска, таа ќе делува за отприлика 5 минути и затоа препорачуваме, најубаво е, ако имате можност, појдете, примете си една инфузија која што ќе го елиминира алергенот и ќе ви се даде инекција која брзо ќе делува. Ама еве, ако не можете ниту да се транспортирате до град, ниту пак имате у близина некој, ќе си носите од овие таблетки. А ако е класичен антихистаминик, сожвакајте ја таблетата, побрзо ќе делува. Но има таблетки, ќе ги кажам и да не ги запомните по име, се викаат Алевин, по 2 се жвакаат, делуваат буквално за 10 минути, што е многу добро. Тоа е некој екстракт од јајца на јапонска препелица, кој е блокатор на ослободување на хистаминот. Сега, како да знаете дали сте алергични на оса, пчела или стршлен и на што сте алергични? Некојаш во таа паника се случило и мене да ме касне нешто, ама не знам дали беше пчела или оса. Се прави алерготест. Алерготест лично не препорачувам преку крв, помалку е сензитивен. Најсигурни се прик тестовите. Што значи прик? Прик е боцка. Значи на подлактица се боцкаат алергени, па ќе знаете дали сте алергични на оса, пчела, стршлен или нешто друго. И истите се прават во поликлиника Чаир и на клиника за кожни болести, клиника за дерматовенерологија. Ако веќе се утврдило дека сте алергични, тогаш веќе треба да си размислите, особено вие што се бавите со пчеларство и еве, не дај Боже, сте утврдиле алергични сте на убод од пчела. Најефикасна терапија за луѓе што се алергични на убод од пчела е имунотерапијата. Значи, нема да мора да носите секојаш со вас антихистаминици. Ќе носите, ама може од нешто друго, не дај Боже, да развиете алергија. Ако веќе се утврдиле алергија, тогаш најдобро е да пристапите кон имунотерапијата. Долго трае. Може би ќе рече некој, кој 3-4 години ќе оди. Не е секогаш толку, може да трае и пократко, во зависност од тоа каква била реакцијата, но ефикасноста е многу добра. Заштитеноста се движи од 70 до 90%. Ке ги кажам дека ова не е празна статистика. Јас лично, на член на моје семејство, имам аплицирано таква терапија со страв, заради тоа што никој не се нафаќаше во она време, во 90-тите години овде да спроведува такво нешто, па од странство имам донесено имунотерапија во вид на ампули и постапно се даваат мали количини со големо разредување на онаа субстанција која што ви прави проблем. Значи,
Десензибилизација се врши преку вбризгување на мали количини од веномот во една мала концентрација која постепено се зголемува. Значи, ако оваа недела се боцкате, да кажеме, понеделник па петок разредување 1:1000, наредната ќе се боцкате 1:700, па 1:500. И тоа се повеќе и повеќе, значи, ќе се зголемува концентрација и на тој начин организмот се навикнува на токсинот и нема да создава антитела во екстремни количини кои што се причина за ослободување на хистамин и други супстанции што предизвикуваат алергија. Може би имате слушнато во Кина, во Виетнам, во источните држави, дури некои прават и такви експерименти да се навикнуваат на змиски отров. Екстрахираат отров од змија и истиот во некои мали количини го употребуваат и нивниот организам е навикнат така да немаат опасност. За мене е тоа малце премногу, а ова е нешто што сметам дека е многу добра работа, особено за луѓе кои што си имаат реален проблем. Значи, десензибилизација не може да отидете добар ден, јас сакам да ме десензибилизирате. Не. Десензибилизација се прави после алерголошко тестирање и потврда за преосетливост на убот од пчела, оса и стршлен. Во зависност од јачината на реакцијата се одредува колку време ќе се спроведува десензибилизација, значи кај некој ќе биде можеби година дена, кај некој 2, 3, 4 години на клиника за дерматовенерологија. Оваа постапка се спроведува во алерголошкиот кабинет. И ова завршно ќе кажам, доколку сакате да се заштитите од несакана реакција, првин заштитете се од самиот убот. А ако веќе дошло до каснување, потрудете се во најкусо време да стигнете до најблиската медицинска установа или повикајте брза помош. После ова излагање повелете, ако имате било какво прашање, што знам да ви одговорам и можам да ви помогнам, на располагање се. Ние имаме еден обичај кога нашите слушатели не им звонат телефони, ние им аплодираме на нив. Така е. Фала ви. Фала ви пуно. Фала на вас како слушатели многу, затоа што бевме можда сме најбројни сега, преку 100 слушатели имаме. Мене ми е нешто познато од ова предавање, а сакам сите вие само еден по еден со дигнување рака јасно и гласно да прашате и да докторката ни даде одговор, да може сите да слушнат. Фала ви. Повелете. Да. Таблетите лоратидин, значи, се пијат еднаш дневно. Делуваат обично после 20 на минути. Знаете, додека тоа се раствори, додека се ресорбира од желудникот, и затоа ги кажав овие нови таблетки, се викаат алевин. 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 Можете во аптека да кажете, дајте ми од новите таблетки што се джвакаат, тие најновите што се, ќе ви ги кажат. Тие делуваат побрзо, за 10 минути. Ги немаше и затоа не сум ги напишала овдека како препарат, па и на крајот да ви кажам да не излезе дека промовирам некоја фирма и правам реклама. Ја ги имам испробано буквално сите антихистаминици и една препорака. Ако веќе користите таблетки за алергија, гледајте од време на време да ги менувате, затоа што организмот се навикнува. Па ако сте пиеле, да кажеме, месец дена лоратидин, наредниот месец земете цетиризин или има друг лек, Еркомп, кој што, например, многу помага и кога имате проблеми со долно-респираторните патишта, гушење, па користите спрејови и слично. Има цела палета. Фармацевтите во аптеките многу добро знаат и ќе ви дадат. За да побрзо ви делува лоратадинот, сожвакајте го и пијте што повеќе течност. Тоа е. И ладното, не заборавајте ладно на самото место на убот и што повеќе течност да пиете. Убаво е ако си имате прилика да носите со себе апарат за мерење притисок и убаво е да има некој до вас. Најубаво, ало брза помош и така. Извинете, кој... Ајде.
За деца не, сепак тоа се таблетки за жвакање, меѓутоа за деца има сирупчиња. Лоратедин? Не знаеме ние Од дистип уште нема во промет. Ова е нешто ново, кое што е произведено за возрастна категорија граѓани, за деца се уште во вид на сирупи, она што е конвенционално, што знаеме, лоратадин најмногу се употребува, порано имаше авил сируп, фенерган и друго. И уште нешто, кога зборувам што да носите со себе. Убаво да имате и некоја крема антиалергиска. Не мора да биде тоа синопен. Дури кај некои и послабо делува. Може да биде кортикостероидна маст, па и да е со додаток на антибиотик, намачкајте, ќе спречи понатамошно ширење. Повели. Различен е механизмот на дејството. Значи, прво се дава урбазон и синопен. Епипен е веќе во крајна нужда. Кога веќе работата излегува од контрола. Урбазон и синопен, ќе кажам, дури и да не е многу јака реакцијата, ма гледате дека локално се јавува црвенило, почнува да ве чешка, не е грев да се боцнете. Дури може да се боцнете и мускулно. Адреналинот, еве, ќе кажам, ако немате епипен, алтернатива е ампула адреналин. Оној што е медицинско лице, медицински техничар, болничар, па ќе кажам и лаик може да се боцне, иако не е играчка адреналин. Ако се аплицира кога не треба да се аплицира, ќе направи белја скок на крвен притисок. Меѓутоа, ако треба да се аплицира, тој може да се даде и мускулно, и венски, и подкожно може да се даде. Дури и ние кога сме интубирале пациент кој не може да дише, во самиот дишник преку цевка за дишење го даваме, тој се ресорбира секаде, па дури и преку слузница, и под јазик, и секако делува. Ама не е лек на прва линија, значи првин урбазон синопен. А во која количина се дава адреналин во случај на крајна нужда? Во случај на крајна нужда, сега се ампули кои што не треба да се разредуваат. За возрастни луѓе, како вас, цела ампула, одма. За деца се разредува и тоа е веќе, тоа се веќе финеси кои само медицински лица можат. Лаици не. Дури и јас ќе треба да седна малце да отприлика да проценам килажа на дете, па да знам колку да разредам и истото го боцнам, особено ако се работи за бебенце. За возрастни цела ампула. Како и да ја боцнете ќе делува. Тоа е. Ако имате уште некој прашање, имамо време. Има време. Може нешто сум заборавила. Ајде, повелете. Темава е нужна за Да. нас пчелари, секоја година и ја повторуваме. Сега малку додатме оваа година со најстручно лице пред нас, што може да ни презентира оваа област, но во претходните предавања или начин сознание беше протоколот синопен со урбазон и адреналин. Так. Уште еднаш би го замолил, ако може, протоколот постапноста, како можеме дали тоа во нужда само ќе Да. примениме. Меѓутоа, ние до сега секој пат си носиме со нас или на објектот каде што ни е пчеларникот, чуваме такви ампули за инjekирање, пак во нужда нели ќе Така. научиме од страна. Кој е протоколот? Ќе ви кажам што правиме ние кој ќе ни дојде пациент. Истото ќе го правите и вие кои што сте во состојба самите да се боцнете. Или некој друг медицинско лице кое што знае да ги аплицира овие лекарства. Обично го даваме првин урбазонот. Ако постои можност за венска апликација, најубаво е венски да се боцне. Ако не може, и мускулно ќе се боцне. Па дури и ако немате друг шприц, па синопен боцкате, малце ќе го смените правецот, после се боцка синопен. Јас преферирам синопен да боцкам мускулно. Зошто? Знае нагло да го снижи притисокот. Тоа му е лошото дејство. Има и седативно дејство, значи ќе предизвика поспаност. Човек што примил синопен не би требало да седне да вози. Треба да вози некој друг. И кога ќе се боцне мускулно, значи побавно се ослободува, ама делува и првин значи урбазон, па синопен. Адреналинот, ако гледаме дека работите одат на лошо, а пред 5 минути сме боцнале урбазон и синопен,
притисокот паѓа, ќе пипнете, значи најпросто. Ако се пипа пулс овде на радијалка, добар е притисокот, над 100 е. Ако не пипате тука, се пипа во лакот на регија. И тука не се чувствува. На југуларка, овдека со 2 прста. Ако само тука се чувствува пулс, значи притисокот е прилично отиден доле и тогаш веќе може да се аплицира адреналин. Значи адреналинот на крај. Ова со иста игла, со ист убот синопен, урвазон и синопен. Обично менуваме. Еве ќе ви каже и Боби. Медицински техничар. Практично. Обично се дава со две игли. Да. Да. Тоа ќе се створи бела како креш. Интерреакција и преципитација. Да. Сега се дава, може со промена на правец, докторка Снежана говорече. Ама ако сте во нужда, извини што ти обид. Инаку во 2. Со две игли, значи со две игли. 2 игли и 2 шприц. Да. Да. Значи, ние ова го зборуваме за екстремно тежок случај. Сега ме касава пчела, синопенче, локално или кортико, некој маска се намачкаш или едноставно, ние пчелари ќе кажеш, идемо дале, не е проблем ништо. Повише е проблем на оние комши кои се околу нас, кои се плашат од нас, пчеларите, дека пчелиме се некој крокодили, па ќе ги напаѓаат нив. И ако се деси таков убод, убаво, како што рече докторка, зависи кај се наоѓа, на кој пчеларник покино, значи имаш многу мала време за реакција. Значи мораш прво да викаш прва помош. Да. Да јавиш, дека е изгентно, дека му се лоши губи свест. Све што ви кажа докторка, ова предавање ќе го имаме и на YouTube ќе го ставиме. За 3-4 дена. Значи, одма се повикува брза помош и вие давате ова информација кај се наоѓате и дека вие со ваше возило тргате кон Куманово. И негде да кажеме од Драгоманци ќе се сретнете. И тука да брза помош си го преземе тој повреден, унесреќен од некој поснат, и тука да му се отпочне укажување на прва помош. Односно да се продолжи тоа. Мисли и со сам повик на брза помош puno заврши. Сега да збориме ако е тоа пчеларник кој Моме Јованов си го некој Суховара, урбано пчеларство му има одмah да се јави, одмah тоа ќе се реши. Брзо е време на Така. ова е крајен случај кај што ви мора да боскате урбазол, синопен, па доктор Чимре викаше директно адреналин боскате ако нема спас, ако те не иде горе. Али збориме за екстремно, више он се го губиме тој човек. Да. Ако веќе чувствувате дека ви е многу лошо, и ќе се боцнете адреналин. Тоа е тоа. Дали урбазон, синопен и овие кортикомастови се достапни вака за слободно купување или мора со рецепт? Мастите се достапни за комерцијално да ги купите без никаков рецепт. Ампулите обично може и на оние црвени рецепти што се искрено не знам. Медицинско лице сум и затоа на оние комерцијалните ќе напишам, ќе земам од аптека, ама мислам дека не прават проблем. Затоа што тоа се ампули за ургентни состојби и за адреналин. Лесно се купува, али за овие мислам дека за урбазон еднаш не ми дадоа, пошто викат ова ти треба рецепт. За жал од аптека до аптека е различно, верувајте. Значи за кој на повеќе аптека? Или најубаво вашиот матичен, ќе си кажете, се бавите со пчеларство и имате реална опасност да бидете изложени на каснување од пчела, сакам да си носам со себе ампула урбазон и синопен. Ништо страшно, ќе ви препише. Никој нема да одбие. Тоа е. Повелете. Имате ли уште прашање? Добро, докторка, puno голема благодарност. Добре дојдени сте на нашите активности, кои имаме денови на мед специјално фока на